Следите емисијата Македонски корени од Сиднеј со вашите домакини Јони Бети Треновски, почитувани слушатели и Facebook следбеници. Како што знаете, секоја сабота оваа време е резервирано за разговор со наши гости. Наш денешен гостин е господин Александар Ристевски, политички аналитичар, колумнист и антрополог, со кого ќе ги анализираме најактуелните политички теми во Македонија, како и прашања кои не засегаат сите нас без разлика каде се наоѓаме. Останете со нас за уште една анализа на случувањата од изминатите 7 дена во Македонија, почитувани, со Ристевски покрај темите кои ви ги најавивме на почетокот на емисијава. Ќе отвориме и други актуелни прашања, а еве неколку од нив. Страв и стратегија, дуј пред нова офанзива, дали дуј започнува нова политичка офанзива или создава параноична атмосфера преку медиуми блиски до опозицијата. Пред избори реториката се заострува, партнерствата се тестираат, а јавноста е се повеќе збунета. Што навистина се случува за сцената во коалицијата и кој се обидува да го контролира наративот? Вечерва со господин Ристевски ќе зборуваме за политички фронтови, тајни стратегии и реална проценка на теренската подготвеност на партиите, во живо и без цензура. Во текот на разговорот со Ристевски ќе наметнеме и други теми, а еве дел и од нив. Балансерот, јазикот, судот. Дали ова се сигнали за институционална криза? Вице-премиерот меѓутоа предупредува. Се укинува балансерот, статусот на албанскиот јазик е загрозен. Уставниот суд ја урива етничката рамнотежа. Дали станува збор за реална институционална нерамнотежа или за изборен аларм кој треба да мобилизира гласачи? Со Ристевски ќе разговараме и за живиот Охридски договор, каде застанавме и што уште не е исполнето. 24 години рамковен, 24 години манипулации, мир или маска? Почитувани, ова не е се. Со господин Ристевски ќе отвориме и други теми и тези. Еве уште неколку. Вето за секого. Што се крие зад изборната блокада? Една опозицијска партија со необични барања го блокира изборниот законник. Сака вето право за секој член на изборните комисии. Дали ова е тактичка блокада или обид за подривање на целиот изборен процес? Што значи ова за изборите во 2025 година и дали не се заканува институционален ќорсокак? Покрај овие теми и тези, со Ристевски ќе се обидеме да отвориме и други теми, еве и дел од нив. Независни против системот, револуција или импровизација. ДИК ги менува правилата во лед. Независните кандидати со само 2 подписи. Министерството за правда не се согласува. Правници вклучени, јавната ста збунета. Дали ваквите импровизации ја подриваат довербата во изборниот процес или станува збор за нова етапа на граѓански активизам што ја надминува партиската матрица? Со Ристевски ќе се осврнеме и на следната тема. Историја како алатка. Зошто повторно се отвора 2001 година? Изет Меджити, војната на Учака беше праведна, Мицковски возврати. Не е праведно убиство на полицајци од заседа. Дали ова представува нов облик на политичка конфронтација или обид за реобликување на колективното паметење? Со господин Ристевски ќе ја отвориме и темата Уставен суд и Бугарија, судирна надлежност или почеток на пресврат. Протоколот со Бугарија под лупа на Уставниот суд. Ќе се преиспитува ли целата евроинтегративна рамка или станува збор за легален одговор на политички договори донесени за затворени врати? Како судот може да влијае врз меѓународната позиција на Македонија? Почитувани, ова се само еден дел од темите за кои во следниве минути ќе разговараме со нашиот гостин, господинот Александар Ристевски. Вечерва со господина Ристевски ќе направиме длабинска анализа на политичката стратегија зад правната игра. Во живо, само вистина. Со Ристевски ќе ги отвориме сите дилеми. Вечерва ќе бараме одговори од Ристевски. Вечерашнава анализа не треба да пропуштите. Останете со нас. Во овие моменти преку
видеолинковско поврзување. Го покануваме господинот Александар Ристевски да ни се придружи во студиово на Македонски корени. Се надеваме дека нема да имаме никакви проблеми ниту со видеоповрзувањето, ниту со звучниот сигнал, да си ја пробаме среќата. Ако е така, господин Ристовски, добро ви утро и добро ни дојдовте на Македонски корени. Добро утро, добар ден по македонско време, добра вечер по австралиско време и чести задоволство ми е по еве речиси 3 месеци повторно да сме заедно. 3 месеци не се долго ако се има во предвид што зедовме ние одмор од 5 недели. Така е. И вие имате personal days. Да. Exactly. Добро утро, господине Ристевски. Ви благодариме што ја прифативте нашата покана за денешново учество во Македонски корени. За нас е задоволство и чест што сте повторно заедно со нас. Се надеваме дека ќе го задржиме вниманието, како и секогаш, на сите наши слушатели и гледачи. И јас, да разбирам. Доколку има прашања од гледачите и слушателите кои не се опфатени од наша страна, тие ќе ви бидат прочитани и доколку сметате дека треба да одговорите, ќе имате можност да го направите и тоа. Нема проблем тука. Господине Ристевски, во средата владата одржа свечена седница по повод одбележувањето на 24 годишнината од подпишувањето на рамковниот договор. На свечената седница најпрво се обрати премиерот Христијан Мицковски, а потоа и вице-премиерот Изет Меджити. И двајцата говорници испратија силни, но различни пораки. Премиерот Мицковски повика на надминување на поделбите и фокус на реалните проблеми. Тој истакна дека договорот не треба да се гледа само како политички документ, туку и како символ на зрелост и заедништво, додавајќи дека тој обезбедил мир и унитарност на државата. Мицковски остро се осврна и на злоупотребата на национализмот од политички структури кои според него наводно работеле за граѓаните, но всушност го користеле етничкиот наратив за лично богатење и останување на власт. Тој повика на нова политичка култура базирана на почит, визија и градење на заедничка иднина. Господине Ристевски, во контекст на оценките на Мицковски дека рамковниот договор донел мир, но и дека подолго време бил злоупотребуван од политичари кои за национализмот прикривале криминал, колку овие ставови представуваат искрен повик за обединување, а колку можат да се интерпретираат како политичка стратегија пред локалните избори? Па истото е историска реалност. Факт е дека со рамковниот договор пред 24 години во 2001 година се стави крај на тој основа за војна, тој воен конфликт кој го имавме повеќе од половина година, во кој припадници на етничките албанци од Македонија, подпомогнати со очигледно структури и од странство и од северот на државата од Косово, се обидоа и во тој период работеа и на поделба и разнебитување на државата, тоа е апсолутен факт, историски податок, но факт е дека со подпишувањето на рамковниот договор тоа се стави ад акта и истиот рамковен договор, кој тогаш како своевиден компромис, да кажеме, се направи, истиот во целост е имплементиран како дел од уставот и е дел од уставниот поредок на Македонија. Со тој уставен поредок се зголемија и загарантираа добар дел од правата на етничките заедници и етничките малцинства во Македонија, со тоа што низ периодот на владење, посебно во периодот на изминатите 7 години, кога со државата во помала мерка, не би рекол во поголема мерка, во помала мерка владееше СДСМ заедно со ДУИ и дел од останатите албански етнички политички партии, се дојде до ситуации каде што дури се излезе многу далеку надвор од тие рамки, каде што не само што се загарантираа правата на етничките заедници пред се нели на етничките албанци кои живеат во Македонија, туку и се даде впечаток дека Македонија на некој начин функционира како своевидна
бинационална или дводомна држава, што во основа и по уставот и по рамковниот договор не е. Така да повикот кој премиерот Христијан Мицковски го даде, сето она што го посочи, на некој начин е да кажеме информирање на јавноста и апел до политичките субјекти дека сето тоа што е индивидуално, но и етничко право на немнозинското население треба и ќе биде почитувано, но дека треба да се излези од таа реторика каде што се тера, да не речем, паралелен систем каде што имаме впечаток дека одреден дел од населението во свеста живее во државата, ама ментално припаѓа на некоја соседна или подалечна држава, што е фарсично затоа што креира своевидна тензија кај самите луѓе. Тоа е своевидна форма на неприфаќање на реалноста. И ние етничките македонци си имаме мака понекогаш да не ја прифатиме реалноста за многу работи, меѓу другото и тоа што ни се случи и со името и со се останато како такво, но наше е да работиме на подобрување, на незаборавање на грешките на превидите и на сето тоа што се случило со политичка одлука и да работиме на унитарност на државата и во основа дека македонец не подразбира само етнички македонци во и вон Македонија, туку под нацијата македонец подразбира и 30 на 30 и кусур посто на други етнички припадности кои имаат двоен идентитет. Значи се дел од Македонија, се албанци, роми, турци, власи, бошњаци, срби, бугари, нинџа желки, што сака нека бидат, и македонци по нација. Воедно како што вие двајцата сте македонци, но сте австралијанци по нација. И вие сте дел од австралијанската нација. Така, токму тоа ние треба да го прифатиме и да функционираме како едно единствено тело, а не да делуваме како поделени, сегрегирани, паралелни системи внатре во државата, затоа што така напред не можеме да одиме. Ете, тоа е и така јас ја разбрав пораката која апелира актуелната ВМРО, владеачка партија ВМРО-ДПМН и премиерот Христијан Мицковски. Во говорот силно се критикува етничкиот популизам, при што се нагласува економската и социјалната реалност, празни села и селување еднакви маки за сите етнички групи. Дали ова укажува на нов политички наратив на ВМРО-ДПМН насочен кон надетничко позиционирање, иако го трнеме националниот предзнак што денес не достига за Македонија да стане вистински граѓанска држава, кој е следниот рамковен договор што ни е потребен за да спречиме масовно иселување и да изградиме општество на еднакви можности? Луѓето сакаат ред. Јас на еден подкаст со Љупчо Цветановски, јас реков дека најголема мака на народот вон Скопје се локалните шерифи, локалните неколку фамилии кои одлучуваат за се и кои во случај да се заратиш, да си направиш мака со дел од тие структури и нивните послушници, тебе ти е најпаметно во помала средина да се иселиш. Значи, доколку си во средина која, градот или селото со околината е 5, 10, 15, 20 илјади жители, ти немаш кај да одиш. Штом си во конфликт или во немилост на одредена структура, ти си готов во тој крат, завршен си. И уште доколку немаш, да кажеме, реална квалитетна, ако работиш државно, ќе те толчат. Ако работиш приватно, има шанса некој да ти го уништи бизнисот. Така да, освен ако немаш инкам, некој пари од страна, од време, или не знам, живееш off the grid, нели? Немаш начин да функционираш, токму затоа луѓето ја напуштаат државата или одат во Скопје. Во Скопје може да се изгубат во големината на градот, разбирате? Никој не се замара со нив. Во помало место ќе те толчи некој локален креле, да не речем. Се, што јас предложував? Колку и да не се согласуваме со она што се случуваше во социјализмот до 90-та година, имаше умни работи таму. Што сакам да кажам, имаше умни работи? Полицајците ги праќаат низ цела држава. Војниците каде да живеат ги праќаат низ друга држава. Јас имам и повисоко ниво, тоа треба да се случи во поголема мерка. И со доктори, и со судии. Ние сега што направивме? Ради етничка поделба или етнички задоволување на одредени стрејки, фрустрации, критериуми на одредени луѓе, и сега албанец бил, се знае, судија во Тетово или во Гостивар. Таму македонец правда не може да види, или тој друга политичка определба правда не може да види. Не, вие ќе си детерминирате бројка, има пример се, 1000 суди, 200 помалку или повеќе треба да се етнички албанци по некаква пропорција, нема проблем. Тој што Тетово Гостивар во Струмица ќе суди.
Во Струмица. Знаете зошто? За да не стане локал шериф, за да нема локално влијание и за да не се врзат како суштина и за да го столча сопственото население, кое и да е. Народот од оваа држава, од Македонија, се сели ради неправда, ради непотизам, ради клиентелизам и ради невладење на право. Ние го штелуваме правото. И најбитното нешто, немаме квалитетни контролни механизми. Па вие луѓе во пола општини во Македонија немате инспектор за урбанизам. Зошто? Затоа што прво многу малку во задниве 15-20 години дипломираат на градежен факултет, а никој со градежен факултет не ќе да работи пример за плата од 600 или 700 евра. Значи да си хигиеничар, чистачка да кажеме, или продавачка, да работи за тие пари има логика. Но градежен инженер да работи за тие пари нема логика. Градежен инженер, ако не му даеш барем 1500 евра плата, нема намера да работи. Барем не една таква. Или пак го ставаш да биде подложен на корупција. Немаме комунални инспектори, немаме вакви, онакви. Значи најголем дел од инспекцијските служби, тие што се контрола, заштитен механизам, не функционираат. Ние мора, од друга страна, например, сегде се прима помошно технички персонал и администрација. Луѓе кои внесуваат нешто во компјутер, а вие гледате што се случува, само мала дигресија, што се случува во Македонија во IT секторот. IT секторот кој е приватен и нели подложен на гледање на профит. Сега имате во Македонија еден куп IT фирми што испуштаат дел од нефункционални или просечни програмери, знаете ли зошто? Нивната работа сега ја прават пред вештачка интелигенција. И сега, вие во време, каде што вие упростен процесот на работа, вие упорно и во локална самоуправа и во државни институции примате кадри кои реално се небитни и реално немаат причина да ги има, бројката се зголемува и се оптеретува и буџетот за фатнината и се останато. Од друга страна, тие што ви се како лепче потребни, нив ги нема. И агендата на државата мора да се посвети кон тоа. Круцијалните, битните места, еве јас сум среќен што во сферата на културата колку толку во задниве година дена се пополнуваат места со конзерватори, кустоси и луѓе кои работат заштита на културно наследство. Значи во моментот не треба нови чистачки, нови чувари, ќе треба, но полека, еден-двајца, многу е подобро, многу е побитно да ги примите тие што го заштитуваат културното благо, богатство на Македонија, затоа што е тоа идентитетот. Без тоа нема идентитет. Мицковски изборуваше и за потребата од вистински реформи и визија за иднината наместо од радикализми. Дали ВМРО ДПМН преку ваков пристап се обидува да ја редефинира својата политичка понуда и имиџот во мултиетнички контекст? Дали сме навистина демократски зрело општество или само декларативно толерантно? Колку политичката култура денес е подготвена да се соочи со вистински диалог, а не само декларативно заедништво? Тој што го има мнозинството и тој што владее во основа со државата, во најголема мера, ако не целосно, ги одредува правилата на игра. Гледам и во коментарите кај публиката, токму тоа се надоврзува нова што рекол Артан Груби. Артан Груби е бегалец од државата и треба да одговара за голем криминал. Тој што го рекол, тоа е популизам, исто како што знаеме и во останатите прашања треба да зборуваме, нели, меѓу другото и за изјавите на Изет Меджиди, кој во моментот е вице-премиер во владата. Тие изјави се само изјави да потпалат етнонационализам, кај дел од нивното гласачко тело, и во моментот тоа е само фолклор, затоа што главната структура во државата, премиерот Мицковски и сите носители на функции од актуелната влада која представува ВМРО ДПМН, кој има речиси сама како политичка партија, половина од парламентарното мнозинство и е подкрепена од една политичка партија како што е Знам, која исто така во голема мера го поддржува тоа што ВМРО ДПМН го прави. Се друго е илузорно и прашање на фолклор и прашање на време доколку се остане конзистентен на овие ставови и овие политики кои ВМРО ДПМН во моментот ги води, кога полека но сигурно ќе почнат да паѓаат во вода сите овие наративи кои ги представувале политичките партии на етничките албанци. Зошто? Веќе барањата, потребите и сето она што се потенцираше во
94-та, 98-та, 2001-та, 2002-та, 2006-та, веќе го нема. Затоа што е имплементирано во системот. Вие не можете да бидете, пример, дискриминирани етнички, веќе нема институции, речиси да нема, каде што се условно речено етнички чисти или без албанци не постојат. Еве, во мојата институција каде што јас работам има 24-5% албанци, 1/4 од вработените и 90% се во администрација. Значи не се во стручните тела, него се строго администрација. Мене многу повеќе би ми било драго да ги има во стручната фела. Ги нема. Ги има во администрација и помошно технички персонал. Затоа што за да влезете во одредени структури каде што се бара стручни луѓе и компетентни, треба да имате директна стручна наобразба. Значи, ај просто да кажеме, не може во филхармонија некој што не знае да свири виолина да го прима да свири виолина. Што ќе прави? Вицеви ќе кажува. Концертот кој ќе биде што ќе прави? Ќе гуда сите едно ќе свират ово и друго. Значи не оди. Процесот на еднаква или она што се користеше како термин правична застапеност, да, треба да ја има, апсолутно, но во одредена фела и во одредена сфера на живењето, тоа мора да е подкрепено со стручност, компетентност и квалификација. Кога ќе има, никој во државата нема проблем. Сега, тоа што владината политика на актуелната власт на ВМРО ДПМН и сето тоа што премиерот Христијан Мицковски го кажува и го потенцира е дека имај си ги правата, користи си го јазикот, грижи се за својата околина, грижи се, но лојалноста на ниво на држава е таа. Зинедин Зидан е алжирец, ама е од Франција и оди со француски пасош како французин. Тој е алжирец, жена му е шпанка, но тој е французин. Кај нас може албанците, ромите, турците да кажат што сакат, може да кажат дека се шпоредна дрва, може да кажат дека се нинџа желки или марсовци. Кога ќе извадиш патната исправа, според новото, ти пишува дека си граѓанин на Република Северна Македонија, така пишува, но скратена верзија е дека си македонец. Поточно си од Македонија. Штом си македонец, прифатија таа реалност и брани ги интересите на твојата држава. Во спротивно на тоа, ти си форма на предавник, ако работиш против незе, и има законски одредби кои ако правиш обструкции или уништување или нарушување на општествениот и државен систем и поредок на државата, можеш да одговараш за велепредавство. И тоа е тоа. Луѓето мораат да ја прифатат реалноста, каква таква, во која живеат и функционално да градиме квалитетна и квалитативно издигната држава. Просто речено, вие сте сите австралијанци, пола моја фамилија е само со австралијски пасочи, нема македонски. И тие знаат кои се, знаат дека јас сум у крв, јас сум у фамилија, знаат дека мајка земја ми е Македонија, ама тие се дел од системот на Австралија. Се додека не си покажуваме лојалност на државата мајка во која живееме и функционираме, нема напредок. И тоа се води на два начина. Со фино, со убаво, со интеграција, а тие 1, 2, 3, пола посто, 1%, што знаат да забегаат, нема потреба од репресија. Си има институции на систем, си има на закон и се знае кој тоа ќе го наруши, треба да си одговара. Се знае како се одговара. Така. Ние премногу влегуваме во емоции со некои работи, премногу деструкција, збориме за сецесионизам, ние сме земја членка на НАТО, најсилниот воен сојуз на светот, кој ровари и кој прави проблеми, ќе си одговара. Поздрав до господинот Росе Николов, уставното име се користи во патните исправи. Јас, како човеково право, сум македонец од Македонија. Толку. Ако останете се справате со Николов, ојде емисијата цела. Вице-премиерот Изет Меджити го представи Охридскиот рамковен договор како жив и динамичен процес кој не треба да се сведува само на историски документи и ја нагласи потребата од доследно спроведување на договорот и реална институционална еднаквост. Според него, Охридскиот договор е темелот за модерна, правична и инклузивна држава, но изразува загриженост за укинувањето на механизми како балансерот и статусот на
законот за употреба на јазиците, а тој вели дека албанскиот јазик. Воедно го критикува Уставниот суд за загрозување на етничката рамнотежа. Дали овие ставови укажуваат на реални слабости во имплементацијата на договорот и институционалната рамнотежа или се дел од поширока политичка стратегија и позиционирање пред избори? Да. Ајде вака се свртиме од позади. Во одговарањето. Уставен суд политичар е фарса да го коментира. Значи, Уставниот суд се води по начелата на Уставот. На крајот на краиштата. Сите тие уставни суди из таков филтер прошле дури да бидат избрани, значи дури да бидат избрани, нивната стручност и компетентност и начинот кој се бираат ни собрание, ни с предлог од председател, предлог од влада, предлог од фелата, предлог се, уставен судија не се коментира. Одлуката на Уставниот суд е последна. Така да што и да искоментира против Уставниот суд, јас не сум се согласувал низ годините со многу одлуки политички на Уставниот суд, таа е последна, да е финална и тоа е тоа. Може да не му се допаѓа, мене не ми се допаѓале други одлуки, нека му стои. Тоа е прво. Второ, балансерот како систем беше сгрешен. Затоа што се доведувавте во ситуација во одредена институција да се каже само од која етничка припадност мора да се прима. Се вас ви треба стручен човек, вие барате етничка припадност. А ви кажуваат, треба да се прима 2 роми и 6 албанци. И се, а ако нема, што правиме тоа? Значи, и се, знаете што се случуваше задниве 5-6 години? Трајче Митревски албанец, Стојан Марковски албанец, Блерим Джемаили Србин. Србин. Пример, во Министерството што го водеше Артан Груби за правата на заедниците, на хартија стоеше дека има, не знам, 20% македонци. Не е точно. 3 беа. Едниот ми беше пријател, 2 жени во архива беа. 3 беа, на хартија стоја дека се 100 души. 3 беа македонци. И сакам да ви кажам дека системот со балансерот беше злоупотребен. Мислам дека во периодов се работи на нова квалитативна алатка. Таа квалитативна алатка дефинитивно ќе даде еден импулс и на крајот на криштата во ниеден случај не е нарушен системот на застапеност. Значи, секој тоа што го влече како политичка фраза само креира фрустрација кај народот. Еве ќе кажам еден многу битен податок. Бројот на албанци пред 20 години во институциите на системот бил меѓу 3,5 или 7%. Не е битно колку. Малку, за разлика од нивната застапеност етнички во државата. Сега стигна да биде над 20 кусор %. Кажете ми, ако се вработиле толку многу, значи 20-30.000 луѓе на државно, да кажеме, без оглед дали се општини, институции, јавни предпријатии или било што. Зошто бројот на албанците во Македонија кои живеат во Македонија е драстично намален? Зошто има општини каде што живеат албанци, пред се во северозападниот дел од Македонија, значи Тетовско, Гостиварско, Дебарско, зошто се селуваат во странство? Значи, тоа покажува една работа. Не е врховна цел на било кој да се пикни државно и да работи за фиксна плата, кога најголем дел од населението тоа ги прави несреќни и се иселуваат од државата. Штом народ се иселува од државата, не му е убаво. Никој од убаво не бега. Тоа е прво и основно правило. Така да, сите тие митови што партиите на етничките албанци ги форсираат во предизборието, се своевидна форма на клиентелизам и на крајот секој му се гледа цената. Така да мислам дека и самите етнички албанци кои живеат во Македонија, мислам дека полека, но сигурно во периодот, ако за чудо испадна дека јас па во голема мера што кажувам, излегувам многу точно, барем тоа времето го покаже, 6-7 години сум интензивно јавно во медиумите и се споредувам со некои големи имиња што беа спроти мене, пример, пред се на разноразни дебати. Чудно е како тие големи луѓе што многу знаат и многу долго време се општествено информирани, интегрирани во системот, како тие ко за чудо све стативи маваат, а јас погаѓам во гол, така да мислам дека е прашање.
Мислам да. Тие таквите игра сигурно тренер им беше Артан Груби. Да. Мислам дека е прашање на време кога самите етнички албанци во Македонија ќе бараат политичка понуда од луѓе што испорачуваат и што не се занимаваат со етничко-национални теми, а го интегрираат и му помагаат на народот, совкупниот народ, да живее поубаво во оваа држава. Тоа е тоа. Меѓити зборува за градење на жива мултиетничка држава со реална застапеност, културна инклузија и правична распределба на моќта. Дали ова представува сигнал на политичка офанзива на албанските партии во насока на конститутивен модел на државност или останува во рамките на постоечкиот систем? Какви долгорочни импликации би имало тоа врз меѓуетничките односи и стабилноста на институциите? Види, изет единствено нешто што во периодов пробува да направи е да ја намали и да ја неутрализира, условно речено, пропагандистичката моќ на ДУИ како опозициона партија која го упорно, иако се вика Демократска унија за интеграција, пробува да го дезинтегрира системот и да каже дека без ДУИ, без Али Ахмет и неговите поданици, пробува да трча на власт, дека без нив не е можно. Изед меѓути пробува во дадениот момент тоа да го тампонира и доколку ги земе од тие 4-5 поголеми градови или општини, кај што претендираат или каде што е чисто етничка битка помеѓу албанскиот кампус, доколку предимството остане или биде освоено од страна на Влен, мислам дека ДУИ малце ќе биде заборавено и подоставено во историјата. Ова е чиста гола борба за локална власт и за некакво предимство, ништо друго. Изед меѓути во дадената ситуација е свесен дека мора да, условно речено, врати со иста мерка на таа пропаганда што изминативе години нешто ја тера, кажете го, ДУИ. Иначе, мислам дека Влен во дадениот момент се прилично разбрани, прилично свесни, генерално нив ги поддржува обичниот народ, сиромашката структура на население, но и оние заборавените, оставените интелектуалци кои не беа играни од страна на ДУИ. Така да сепак, колку сака ДУИ да се сили, јас сепак мислам дека силата на народот е во екипата на Влен. Така. Господин Ристевски, кампањата за локалните избори за оваа година официјално ќе започне на 29 септември, но неформално веќе сме сведоци на теренски активности, предизборни формални или неформални договори меѓу политички партии или поединци и медиумски позиционирања. Како ја оценувате досегашната поставеност на политичките партии, особено во однос на локалните приоритети, теренска мобилизација и комуникација со граѓаните? Дали гледате суштинска стратегија или повторно ќе доминираат етнополитички и партиски шаблони? Каква кампања очекувате? Тие што немаат за што да зборуваат, ќе зборуваат за тоа. Тие што планираат да победат, ќе зборуваат за конкретни теми и ќе зборуваат за тоа што ќе сработат и знаат и можат да сработат. ВМРО ДПМН, барем кога е локалната политика во прашање, праксата покажала дека токму кога собствените кадри работат, дека едноставно знае да гази на терен и тоа што ќе го вети во најголема мера знае да го испорачува. Да, има лутки, имало киксови, пазарната економија знае, функционира, работи, има своевидна преродба на градовите, кога владеат кандидатите на ВМРО ДПМН. И тоа знаеле, имало ситуации од други политички субјекти да има тук таму по некој градоначалник кој знае да работи, имало градоначалници низ годините и од ВМРО ДПМН кои знаеле да злоупотребат и работат и на штета на локалното население, но генерално најголем дел од инфраструктурните проблеми кои се решавале биле во токму тој период. Со унгарскиот кредит кој се зеде, гледаме една силна инвазија на проекти. Мене ми е многу мило што и општините кои ги водат етнички албанци, дури и овие кои се припадници на СДСМ и на други политички партии, сватија дека тие пари нема да корумпираат како што некои
беа подуплашени, него дека буквално се работи на инфраструктурен развој на општините. Сега, според мене, тоа е прашање на капацитет на одредени градоначалници во одредени општини, тие што решија со пари и задолжување на државата да прават тротоари и да лезат павер елементи, тоа е друго, но огромен поздрав до сите градоначалници кои успеа да направат канализациони мрежи таму каде што ги немаше, затоа што добар дел од населението во приградските населби и во руралните средини се уште имаат септички јами. Значи, браво за сите тие што разградуваат и прават и градат канализациона мрежа и испусни, нели, канали. Секоја чест за тие што градат нова инфраструктура, што се ги развиваат општините, и најмногу она иницијатива што актуелна во власт изминативе година дена работи турбо е на реновирање и проширување училишта и изградба на градинки. Зошто? Затоа што еден голем број општини во Македонија, луѓето имаат деца, децата нема кој да им ги чува, а немаат финансиска можност, пример, да ангажираат нени или дадилка, што би рекле, затоа што тоа би било половина или повеќе од платата. Се уште градинките кај нас, кој памти, кој е скоро еве кај вас во Австралија дојден, има социјална категорија, значи, не знам, тоа е 40-50 евра месечно, за тие пари некој да ви го чува детето цел ден. Тоа е исклучително добра работа. И второ нешто што како проект се работи во државата изминативе година дена и ќе биде процес во наредните 2-3 години, веќе ќе нема во училиштата смени, прва смена, втора смена, поготово оние што се од 6 или од 5 до 9 деление, додат на училиште во 1 час и да заглават навечер, пример, до 7. А знаете дека во Македонија во 7 зимно време е ладно, има мраз, снег и се. Така да државата интензивно работи на едносменско образование и делумно на целодневна настава, како што е во многу од западните земји. Така да мислам дека со тоа е едни од агендите за напредок и за развој. Со оглед какви се рейтинзите во моментот и на кандидатите кои веќе се селектирани, речи си сум сигурен дека кандидатите на ВМРО ДПМН и нивните коалицијски партнери дека ќе однесат исклучително голема и висока победа. Мислам дека бројот на градоначалници кои досега беше ќе се зголеми за минимум 5 до 10. Значи од тој број на градоначалници кои ВМРО ДПМН досега го имаше, мислам дека ќе се зголеми за 5 до 10, што би направило да нивните кандидати владеат со повеќе од 70% од државата. Најтесни битки се таму каде што досега имаше градоначалници на актуелната опозиција и на Социјалдемократскиот сојуз, има места каде што е ситуацијата пата-пата, и најголемите битки ќе се водат во срединик со мнозинско етничко албанско население. Тоа е Тетово, Гостивар, Чаир, Струга, а јас, Дебар, може и Дебар, и селските рурални општини во Полошкиот регион, иако јас верувам, доколку етничкото македонско население и локалното население севкупно покаже визија и разбирање, јас мислам дека за прв пат, после 12 години, градоначалник на Кичево ќе биде повторно етнички македонец од ВМРО ДПМН. Останува да видиме. Господине Ристевски, со оглед на новиот изборен календар, растечкиот број на независни листи и јавната недоверба кон институциите, дали локалните избори во 2025 година може да представуваат пресвртница за демократијата на локално ниво или постои ризикот уште подлабока политичка поларизација и изборна апатија? Мислам дека независните листи или независните кандидати, барем за градоначалници, немаат апсолутно никаква шанса. Но во голема мерка можат да се имплементираат и да бидат дел од советите. Низ годините многу се релативизирало важноста на советите и начинот да изнајдат модалитет на функционирање, затоа што кај нас се оди низ призма, како викаше на една дебата со мене господинот Алберт Муслиев, вика 67 пратеник, демек 1 над пола. Да, ама 1 над пола е само пола плюс 1. А другите пола? Ме разбирате? Значи, штом некој оди на принцип просто надгласување, без некој покрупно, помасовно мнозинство, вие креирате омраза, креирате негативна атмосфера и јас сметам дека во било која средина, тој што е градоначалник
И таа политичка партија што има поголемо мнозинство, треба да се бори да го анимира најдобар дел од Советот и да направи консензус и да ги имплементира заеднички проектите за квалитетно живење на самите граѓани, на самото население. Независните листи, според мене, не се проблем. За мене е поголем проблем тоа што се влезе во една игра толку потписи, онолку потписи, па треба да бидат партии, не треба да. Јас сега пример да им се дозволи, значи кој собере листа да издигне листа и против тоа сум. И со тоа не се сложувам, затоа што која би била поентата на постоење на политички партии, затоа што политичките партии еднаш на 3 години морат да соберат 1000 потписи за регистрација. Значи се губи поентата. Сметам дека треба да има независни листи. Оној закон што се донесе пред година, две или кога беше, навистина беше рестриктивен, са вие да барате 1% потписи, пример еве за да извадите листа на ниво на град Скопје, ако град Скопје има цирка еве да кажеме 450-500.000 возрастни, са вие да му барате 5000 потписи за да направи листа, а она кој освои 5000 гласови ќе влезе 2 советника, се малку е фарсично. Значи се ти го исфрлаш од игра, воопшто да влезе од игра, во игра, тој што треба старно потписи да собери кога има 2 советника. Тоа е малку too much. Значи не можете 5000 потписи да барате, партија за регистрирате за цела држава 1000 потписи. Не можете да барате за град Скопје за листа 5000 потписи. Али дека само да соберат потписи да дадат листа, па и тоа е фарсично. Значи мора да има некаква квота. Мора да има, не знам, во селски средини 30 потписа, во средни 50, 100, еве за Скопје нека бидат барем 500, да кажем. Значи барем 500 потписи регистрирани, направени се за да може да учествувате на избори. Оти со 2-2.500 гласа се станува советник во град Скопје, не може да барате повеќе потписи да се соберат отколку што е за едно советничко место, така? Малку е небулозно, или пак 5000. 5000 е нездраво. Така да треба да се направи еден реален квалитативен баланс. Независни листи со одредена агенда пожелно е да има, на крајот на криштата тие можат да бидат своевиден контролен механизам на локалната власт за да не се забеда. Затоа што кога има апсолутна власт, има апсолутна моќ. А знаете како викаат, моќта корумпира, апсолутна моќ, апсолутно корумпира. Ете така. Дали политичките партии ќе ја фокусираат кампањата на проекти и иднината или ќе има и такви кои ќе се базираат на теми поврзани со национализам и враќање кон минатот? Да, дефинитивно. Видете, кај обичниот народ тоа не проаѓа. Не проаѓа. Во селски средини, еве за пример, сега ќе треснам нека општина, во општина Врапчиште. Што му е криве македонецот? Што ќе збори за македонецот во Терце? Што ќе збора за македонецот? Прво еве, таму има 1% македонци, тие не ни гласат, фиктивно се или во Тетово или во Скопје, пример са нафрлам. И се, што може тој жител, каде што таму обично во тие селски средини такви, има или 2 кандидати или 3 кандидати. Знаете како функционираат. Едниот кандидат е пример за Дуи, едниот е за Влен, а трета ако има тој е обично независен за Инает. Ама обично има еден или друг и тоа во прв круг одма се решава. И што тој националистички ќе зборува во неговото село? Обичниот селанец знаете што ќе му каже? Абе канализација направи. Абе струја немам. Абе вода приклучи ми дома. Ама овој знамето албанско, јазикот, што ја знамето? Во општина ќе што има 100% албанци, еме во Липково. Што му смета државата? Не може да збори албански, може да збори албански. Може да учи на албански, може да учи на албански. Има пошта, има. Има здравствен дом, што сака тоа? Што може тој за национализам да збори? Што може етнички, еве, обичниот народ, најглуп на свет, да не е, како може да го, со што може да го кандидатува? И овој ќе му каже, абе брат, ќе ми приклучиш ли вода дома? Ќе направиш ли некој проект за фасади, за сончеви колектори? Не, чао. Така да сакам да ви кажам, еве, јас се смеев, јас имам близок пријател во Рачиново живее, вика ние во Рачиново сме најдемократи, вика стално ги менјаме кандидати. Значи не му е гајле ВМРО, ДУИ, овора, има кандидати од СДС и независени вако. Да, викам, има една иронија, да, вие лесно ги менјате, ама се лоши избори правите и тој се изнасмеа. Затоа што тој ако го донесите, прво нешто, дали знаете дека во општина Рачиново собираат данок 1%, данок на имот. 1%. Значи 99% данок на имот, пази, не плаќа на државата, на сопствената општина. И што не плаќа данок, со што да му среди? Не разбирам, значи тие си се автодеструктивни, сами себе се рушат.
И сега јас да сум кандидат или да бидам градоначалник, јас знаете што ќе им кажам. Дечки, јас ќе ви направам се, еве ви ги сметките да си ги платите даноците. Штом ќе платите данок, јас ќе ви направам се. Ните е криво Скопје, ните е крива Македонија, ние сме криви, ние не плаќаме данок, ја немам со што да ви направам. Тоа е тоа. Во саботата ДИК донесе одлука со која се става вон сила правилникот за собирање на потписи од страна на независните. Новиот изборник е завршен и е усогласен со сите политички партии во парламентот и веќе е во собранинска процедура и денес, колку што сте запознати, во 11 часот противниците ќе расправаат, иако претходно беше блокиран од една опозицијска партија која во последен момент се премисли и тоа поради барања кои што нема никаква логика, ниту пак некаде во светот се пременува такви барања. Едно од барањата беше било кој член во изборната комисија, без разлика на мнозинството, да стави вето на одлуката на комисијата и на општинските изборни комисии. Господин Ристовски, иако новиот изборен законник е резултат на широка политичка согласност, како гледате на правото на вето на поединчен член во изборните комисии? Дали ова го гледате како свесна обструкција на изборната реформа или како дел од подлабока политичка стратегија? И какви се последиците врз кредибилитетот на изборниот процес, особено во пресред на новиот изборен циклус? Правото на вето е, не знам, не можам да кажам, тоа е мач со двострици, ама знаејќи македонската политичка култура, тоаш и едните и другите, едните ќе стават вето таму каде што се убедени дека се во право, другите ќе им стават нив вето за иред. Така да, ниедна апсолутистичка моќ за одлучување, поготово кај што малцинство како ниво на одлучување, тоа малцинство може да е, пример, 4 албанци и 1 македонец, едно не е битно, или партија, опозиција, власт. Правото на вето е глупава форма. Може да има право на барање за преиспитување или барање за одлучување на повисока или на некоја друга инстанца. Но самата можност за ставање вето е деструктивна. Според мене не би требало како таква да фигурира, затоа што ќе влеземе во еден круг на ветосување и што влеземе во тој круг на ветосување нема излегување од него. Мораме да научиме дека политиката всушност е вештина на возможното. И преку таа вештина на возможното, политиката е тука да не натера да направиме компромис. Во компромисот и двете страни се среќни и двете страни се несреќни. Ако ме разбирате. Така да поентата на компромисот е да се изнајди решение и без да се излетува со апсолутистички, фанатистички ставови дека може да е по мое, а јас сум малцинство. Малцинство во одлучувањето. Така да не сум поборник и согласник на таков начин на одлучување на работење. Јас сум против тоа. Одлуката на ДИК да го стави вон сила правилникот за собирање потписи од независните кандидати се случува во услови на блокиран изборен законник. Како ја оценувате оваа интервенција? Дали станува збор за чекор кон поголема инклузивност и демократизација на изборниот процес или за институционална импровизија под притисок на законодавниот ќорсокак? Кај нас имаме една мака што сакаме да без легитимитет, без поддршка да владееме и цело време тие што се послаби, што знаат дека на терен не може да постигнат ништо, пробуваат преку правни замки, правни одлуки да дојдат до едно ниво на власт и на моќ. Така да мислам дека работата и на Уставниот суд и на законодавната власт на собранието е да изготвува и закони, правилници и механизми за заштита на народот, а не желботека на одредени политички субјекти. И самото тоа што на почетокот на емисија да го кажав дека е фарсично да некој политичар или претседател на политичка партија коментира одлука на Уставен суд, е фарсично. Значи, битката се води во презентацијата на документите и презентацијата на правните, да кажеме, чекори и одредби, за да вашата идеја и вашиот концепт пројде.
Доколку Уставниот суд одлучи дека не проаѓа, извинете, ама обидете се на друг начин. Значи, слабост е правно подковани за да тоа го истерате. А да се занимавате со личностите и се на уставните суди, тоа нигде нема да доведе. Мислам, пазете, во цел свет е иста техниката. На крајот на криштата, одберете квалитетни, издржани, неконтаминирани квалитетни уставни суди и кај нив квалитетот ќе се подобри. Така да доколку барате лоша одлука од уставен суд, јас земам дека веројатноста на крајот на криштата може би и лош уставен судија низ годините сте избрале. Така да ако има квалитет, ќе има и квалитетни уставни одлуки, а не со занимавање со хејтерство и со обиди за подметнување. Така не оди. Не тераме нигде така. Во пресред на локалните избори, темата независни кандидати стана една од главните теми откако се појавија различни толкувања околу тоа кој и како може да го уреди нивното учество на престојните локални избори. Министерството за правда најави дека ќе организира разговор со правни експерти кои треба да објаснат каква е законската процедура. Ова доаѓа откако дел од правните експерти, особено оние кои мислат дека учеството на независните кандидати на локалните избори не може да се регулира преку акт на Државната изборна комисија. Државната изборна комисија останува на својот став откако најавија дека со измени во упатството до крајот на неделава независните кандидати ќе можат да поднесат листи и со само 2 потписи како група избирачи. Дел од независните интензивно пак работат на собирање потписи за формирање на политички партии, односно граѓанско-политичка платформа за да го осигуруваат учеството на изборите. Господин Ристевски, гледаме сериозно разминување меѓу Министерството за правда и ДИК во толкувањето на правото на независните кандидати да учествуваат на локалните избори. Како го толкувате моменталниот правен и политички хаос околу учеството на независните кандидати? Дали станува збор за правна празнина, институционален обид за ограничување на алтернативните гласови или пак за забрзан политички раст на еден нов тип на граѓански активизам кој ги изненади сите институции? Видете, ако знаете како функционира државата, ќе сватите дека не може правилник да биде повисок од закон, а законот не може да биде повисок од устав, така да се оди по вертикала, што е функција на владение, е сега прашање на толкување и прашање на време. Пошто ние се доведовме во еден своевиден цајтнот, пошто имаше еден закон кој беше рестриктивен, тој пак закон падна на суд, а претходниот закон е вон акт, сега има правни толкувања. Сега, по 5 до 12 правното толкување ќе биде одлучено или вака или така. Дел од независните, не сакајќи да ризикуваат дека ќе извисат, значи може да се случи да има стотици листи, може да се каже дека нема да има листи, тие што се помојкни како независни, може ќе ги истрчат поново, може по старо подписите, некои ќе се обидат со 2 подписа да кандидираат, а дел од нив, као што чувте и самите изминативе 2-3 недели, се одлучија да не ризикуваат и да одат на најбезболниот начин, барем за град Скопје, да соберат 1000 подписи и да станат политичка партија. Затоа што праксата покажува оно што го кажав пред неколку прашања, дека нам тие барем што сакаат да се кандидираат за листа за град Скопје, полесно им е да соберат 1000 подписи и да станат политички субјект, политичка партија, отколку да треба да барат 5000 подписи. 5000 подписи се многу. 1000 е помалку од 5000, то 5 пати помалку. Так. Сега, дали нив ќе им се наруши системот и ќе станат, да кажеме, политичка партија и со тоа ќе им се намали поддршката? Ќе видиме. А во секој случај едно интересно време, еден интересен период каде што се е можно до затварање на списоците и кажувањето кој може да се кандидира и кој ќе биде официјално кандидат. Така да мислам дека е сега игра на нерви, борба на моќ и да видиме дали ќе се појават повеќе, помалку, дали ќе ги има, дали ќе ги нема. Сето тоа е во рацете на власта, на кажете судската власт, така е, но и на една своевидна битка помеѓу ставовите и правните регулативи. Така да јас, со оглед дека не сум правник, имам правни и општествено-политички сознанија до одредено ниво,
Но не се осмелувам да одам подлабоко во тоа, ќе оставиме на институциите на системот да видиме кои ќе бидат последните финални одлуки и како ќе се функционира. Независните кандидати веќе формираат граѓански платформи и собираат потписи за политичка регистрација. Дали ваквиот начин на регулирање преку адхок измени и политички тумачења го подрива кредибилитетот на изборниот процес и каква порака испраќа кон граѓаните кои се повеќе се организираат надвор од партискиот систем? Па ако се организира, значи не е надвор од партискиот систем, тие креираат нов партиски систем. Се организираат вон партискиот систем, пример на ВМРО и на СДС, но повторно имаат форма на едно здружување. Видете, сите ние прво заборавивме во голема мерка да настапуваме како индивидуи, барем во Македонија, но истовремено заборавивме дека ние сме сите политички суштества. А со самото тоа што сме политички суштества, тенденцијата на политиката е да анимираш луѓе околу себе и да креираш, да кажеме, критична маса на луѓе кои на одреден начин може да функционира и да артикулира политички идеи. Самиот индивидуа, Александар Ристевски, значи се и не значи ништо. Што значи тоа? Моите ставови кои јас јавно кај и на други медиуми на јавни трибини се ги артикулирам и ги кажувам, вредат се додека имаат поддршка од група на луѓе. Значи, доколку јас зборувам напразно и никој не ме следи, никој не ме поддржува, никој не ми дава поттикнување, тоа ќе бидам оној што си кажува што му паѓа на памет. Доколку добијам поддршка, а сакам тоа не само да го кажам или да го посочам или да го усмерам, туку и да го реализирам, тие луѓе што поддржуваат треба да ме поддржат мене, пример. И доколку ме поддржат мене, дали е тоа преку листа, дали е тоа преку политички субјект, дали е тоа преку актуелен политички субјект инсталиран во системот, се е прашање на поддршка. И така политиката функционира. Така да таа форсирање граѓаните се нормално како ќе се организира. Тоа е единствен начин. Ти ако сакаш да станеш советник во Скопје, ти треба 2.500-3.000 гласа. Ти не можеш сам да станеш советник, не можеш татко ти врски да фати или мајка ти да се јави на директорот па да те пикни. Треба да извадиш листа, дали независна, дали мала партија, дали голема партија, да излезиш, да ги кандисаш луѓето и да добиеш минимум толку и толку и да си прв на листата нормално. Ако си втор на листата ви треба 5.000, ако си трет 7 и така натаму. Тие ако се 10.000 станат 5 советника, тие формираат советничка или па во парламентарното пратеничка група. Тогаш па тие заедно артикулираат ставови како одредена група. И тоа е просто едноставно, така да мене ми е мило, пак ќе кажам, на државно ниво е поразлично. Еден куп држави во светот функционираат со 2 или со 3 или со 4 партии и ништо не им фали, но тие имаат внатрешно кланство, внатрешни струи, фракции се. Америка е 200 години функционира со 2 партии. 200 години. Што ја фали на Америка? Так. Значи сакам да вика, во Австралија колку имате партии што се доминантни? Претпоставам 2 или 3, еве 4 некаде, ама толку. Нема 30, така? Има независни кандидати, има различни партии, меѓутоа не онолку колку што ги има во Македонија. Thank you very much. И едно е пак ќе кажам, едно е local government, друго е централно ниво државно, затоа што вас на локално ниво ви треба човек со волја, да не речем јас така викам хаузмајстор. Значи човек што ќе поправи канализации, ќе искречи, ќе стави столпчиња, тоа е хаузмајстор. Пас не ви треба некој да тера висока политика, што ми е мене гајле воопштина висока политика. Мене ме интересира дека да ја регулира улицата, паркингот да го направи, тревата да не е пожолтена, да има прскалки, клупи да стави, светилки да ги поправи. Тој е хаузмајстор, така. Така да супер, нека се обединуваат луѓето, нека креираат сопствени, да кажеме, ставови, сопствени политики и да имаме подобри, поквалитетни општини. Само напред. Господин Ристевски, вице-премиерот Изет Меджити пред некој ден даде една чудна изјава, а тоа е дека војната на учека во Македонија и Косово во 2001 година била праведна и разумна. Ова изјава на
вице-премиерот Меджити најде на оштри политички јавни реакции, особено по одговорот на премиерот Мицкоски, кој истакна дека не може да биде праведна војна каде што од заседа се убиваат припадници на безбедносните сили. Зошто Меджити отвара теми кои се веќе затворени со рамковниот договор? Дали ваквите реторики се обид за етнополитичка мобилизација во пресред на престојните избори или пак укажуваат на подлабока поделба во власта околу клучни прашања од поновата историја? Се фатија ли од вреди неадицата на Дуи? Да. Дуи ги отвара темите, не Влен. Дуи ги отвара тие теми. Влен мора да направи некој баланс и да одговори, затоа што во случај да не го направи тоа, кај она порадикално, по-просто, по-задоено население, ќе изгуби многу, затоа што им се лепат одвратни и гадни етикети од страна на Дуи. И од тоа што го знам, Изет Меджити се обидува да направи еден свој виден баланс. Баланс барем ако не добие на одредена тема, барем да не ја губи битката, барем и он да покаже некаква ратоборност, некаков став, некаква борба, и тоа е тоа. Генерално, мислам дека севкупно општеството има многу повеќе свест од порано. Мислам дека вакви изјави што се даваат се строго наменски за одредена категорија на население, затоа што во пракса ништо тоа не се прави. Но сепак мислам дека е време полека било кој субјект што се етнички албанци во Македонија треба малце да олабаат и да прекинат со глупи муабети кај што го поларизираат населението и каде што креираат немир и кај другите. Во македонската политичка сцена такви, барем од високите функционери, високите политичари, такви изјави нема. Тоа може да каже некој обичен народ или некој локалец, али тоа е тоа. Во носителите на високи функции, тоа кај македонците не се случува. Така да мислам дека прашање на време кога и етно-албанските политичари ќе олабаат со таква реторика. Господин Ристевски, во еден момент само, Бети, ќе ми дозволиш да му одговорам на Нешковски? Ме иритира одговорот негов. Господине Нешковски, пишувате дека гледате дека ги оставаме бугарите да коментираат, додека нас македонците не цензурирате, до кога ќе одите со гледање низ прсти. Господине Нешковски, ние не цензурираме никого, сите има право да коментираат. Коментарите ги бришеме оние кои што веќе задираат во нешто кое што не е дозволено да се кажи. Такви има многу малку, така да ве молам, следете ги правилно и читате ги правилно коментарите пред да не обвинувате нас дека гледаме низ прсти. Ви благодариме што ја следите емисија Македонски коридор и бидете поздравени. Господине Ристевски, колку е ризично во еден ваков чувствителен политички момент, кога институциите се под притисок, а пред нас е изборна година, да се отвораат теми како карактерот на војната од 2001 година. Дали ваквите ставови ја продлабочуваат поларизацијата меѓу етничките заедници или можат да бидат дел од поширока стратегија за редефинирање на историскиот наратив во корист на одредени политички елити? Видете, ние имаме обвинителство, имаме полиција, имаме судска власт. За секоја глупост што некој ќе ја направи, има законски одредби и токму затоа никој не им верува ни на обвинителите, ни на судиите, затоа што не настапуваат по службена должност. Излегува трајче, некој си, и на телевизија вика, ја го мразам ово, ја ќе направам ово, вака, онака. Добро, обвинителство, по чуен глас, или по службена должност, член 303, 305, 307, пам кривична пријава, влечи го по судови, па ќе видиме дали пак ќе треска глупости. Ние имаме закон за се. Има закон против подривање на државниот поредок, говор на омраза, ширење на расна, етничка, верска. Закони има, човече. Излегува во јавност. Навредува, понижува, омаловажува, се заканува. Репни го. И око да не ти трепни. Зошто ние плаќаме обвинители? Кого да го обвинат? Перса и Митре што се скарале за меѓата во Доброшинци? Што му влегол 1 метар и тоа е државен интерес?
Тие треба на медијација да одат. Медијатор да дојде да му каже на едниот: "Слушај, пошто си влегол, вака ќе направи." Зато медијацијата постои во Америка, во светот, зато има медијатори. Не се оди во суд, пошто судот кошта, обвинителот кошта. Еден обвинител, двајца соработници, еден судија, двајца поротници, дактилографка, стенографка, ова, она, канцеларија, простор, тоа кошта илјадници евра. Не, ќе си седнат у канцеларија во не знам каде, у канцеларија негде, во кафич ќе седнат со медијатор. Медијаторот ќе им каже: "Ти грешиш, ти ќе изгубиш, да знаеш." Тоа поевтино чини. Но кога некој повикува на етничка, верска и расна нетрпеливост, кога доверува државата во подложена во подредена положба, кога тргува со национални интереси, има за велепредавство, имаш еден куп законски одредби каде што тој што го пали народот може да го толчиш, и то законски. Не мора фама да крени, излегува на телевизија, навредува, понижува, омаловажува, подценува, пласира лажни историски наративи, кривична. Па кога ќе видиш дека ќе треба да лежи 2, 3 или 5 години затвор, да видиме, или кога ќе репниш 5.000 или 10.000 евра, да видиме дали ќе прави глупости. Јас во оваа држава сакам обвинителство и судство да почнат да работат. И не да се занимаваат со глупости, со ова да се занимаваат. Тоа е тоа. Протоколот од вториот состанок на заедничката меѓувладина комисија со Бугарија, одржан на 17 јули 2022 година во Софија, се најде под лупата на уставните судии. Уставниот суд отвори предмет откако поранешната пратеничка и лидерка на политичката партија Дом Лилјана Поповска побара негово поништување. Господине Ристовски, дали отворањето на предмет за уставност на протоколот со Бугарија представува почеток на институционално преиспитување на целиот процес на преговори со Европската Унија и може ли ова да доведе до промена на македонската позиција во билатералните односи со Софија? Видете, како ќе одлучи Уставниот суд е прашање на негово уставно толкување на тоа, а политичкото функционирање на Лилјана Поповска одамна е завршено и маргинализирано. Таа низ годините си покажа и колку знае, колку вреди, кој е агендата. Знаете, некои работи не се забораваат, одредени, да кажеме, потези во животот, така да немам што да кажам. Уставниот суд ќе се одлучи според актите на Уставот и според загоните, а кажете Лилјана Поповска што ќе каже, што ќе направи, тоа е тоа. И само една мала дигресија, секој што го вреќа државното знаме на државата Република Македонија, не вреди да се комуницира со него. Значи, етничкото знаме стои позади Бети и Јон, но со самото тоа што го вреѓате државното знаме на Република Македонија, господине Николас, правите и албанците и сите останати да не го почитуваат. А тоа знаме кое сега го имаме е знаме кое постои 32 години и е белег на државата. Така да, како што гледате, јас имам една шолја што ја користам, еве ги двете знамења. И сегде така функционира. Не го навредувајте знамето, ова е знамето на државата. Ова е знамето на македонците и на цела Македонија, ова е наше етничко знаме. Но ова знаме, ако го понижувате, не очекувате ниту еден албанец, србин, хрват, турчин, овона да го почитува. Не смеете да го навредувате. Тоа е символот на државата. Ова е символот на македонците. Сигурно дека добре пораката, така. Колку е реално да очекуваме дека Уставниот суд ќе заземе став кој би можел да има и правни и политички импликации, и дали ова представува опасен судир меѓу уставниот поредок и политичките договори што се носат надвор од институциите? Политичките договори донесени надвор од институциите, додека не се инсталираат, имплементираат и проидат низ институциите на системот, се бош муабети. Тоа е како, не знам како ви кажам, тоа е чамче муабет. Се додека не го пројде филтерот на државата, се додека не помине во собрание, се додека не излезе во службен весник, не постои договор. Се е бош муабет. Така да политичките партии заземаат едни национални траектории кон кои се стремат,
сосема легитимно, така функционира секој општество, секоја држава. Една Америка, една Австралија, тука има лобирање, има лоби групи, се. Но, додека било што се разговара и договара, не пројде во собрание или не е акт кој може да го изврши владата на седница на владата и не пројде и не излезе во службен весник, се друго е Бошко Муавет. Премиерот Христијан Мицковски вчера при примопредавањето на 29 ново оклопни возила од САД во казарната Јане Сандарски изјави: кога инвестирате и ја јакнете армијата, тоа значи дека инвестирате во траен мир и одбрана на татковината. Безбедноста на државата е еден од моите врвни приоритети, рече тој. Господине Ристевски, премиерот го нагласи јакнењето на армијата како еден од своите врвни приоритети, поврзувајќи го со членство на НАТО и улога на Македонија во јужно крило. Колку според вас ова реторика представува реална стратегија, а колку е политички маркетинг насочен кон западните партнери? Дали Македонија навистина има капацитет да биде значаен партнер во безбедносната архитектура на НАТО или станува збор повеќе за символика отколку за конкретна моќ? Видете, ние сме равноправна членка на НАТО. НАТО е воен сојуз која покрива Западна и Централна Европа и со носител на силата на истата како таква Соединетите Американски држави и Канада. И тоа е силата на НАТО како таква. НАТО пактот е воено-безбедносна организација. Во таа воено-безбедносна организација ние сме член со свое, да кажеме, со своја улога. Кај нас е пред се пешадискиот баталјон и одредени, да кажеме, дел од АБХО, да кажеме, или било каква поддршка, технички или логистичка. Значи, се смета дека се креира една своевидна заедничка армија, европска армија, и ние во таа европска армија имаме своја улога. Значи, немаме потреба да правиме некаква си лична национална воена стратегија. Ние сме дел од еден глобален, севкупен воен систем. Се прилагодуваме според стандардите на НАТО, веќе нема непотребни, да кажеме, воени објекти кои нас не ни требаат, нема воени структури кои нас не ни требаат, едноставно самата армија се приклонува и се спрема да биде дел од таа структура и набавува опрема и ги обучува војниците според тие потреби. Така да таа изјава е севкупно во содейство на тоа што е реалноста на Македонија како дел од НАТО пактот. Се појачува, нели, ова е полесни оклопни возила, 29 ги видов, одлични класа, ќе се набавуваат и хеликоптери италијански, Леонардо, и кои ќе бидат и за транспорт, и за пренесување, ќе влијат и за гаснење пожари и се. Армијата едноставно се приклонува кон тоа што се обврзала и се прилагодува да биде дел од структурите на НАТО пактот, чии сме членки веќе 6-7 година. Како го гледате партнерството со САД? Дали сме навистина стратешки сојузници или повеќе политички коректни партнери? Партнерскиот однос е тој што ние го градиме и го надградуваме. Сите политички партии и цела држава Македонија, уште од почетокот на 90-тите години, дури во статутот на самите политички партии, прва која тоа го внесе во својот статут, мислам 91 година, ВМРО ДПМН беше дека врвна цел на политичката партија е членство и еднаков дел од НАТО и Европската Унија. Во Македонија има јасен консензус за тоа. Единствена политичка партија која јавно искажала анти-НАТО став Левица. Сите други партии од друга страна се борат за членство на Македонија во Европската Унија, така да вие имате помеѓу 95 и 100% поддршка за македонско интегрирање во тој систем. И воено, и општествено политичко. Доколку имало низ годините, вие имате индивидуалци кои покажуваат некаква несреќа, незадоволство, противење се, но реално ние сме имали избори 90-та, 94-та, 98-та.
2002, 2006, 2008, 2011, 2014, 2016, 2020, 2024. 11 пати сме имали избори. На 11 пати на избори, ниту еден политички субјект што бил анти-НАТО, со исклучок на левица со неколку пратеници, но ниту еден политички субјект што е анти-ЕУ, не влегол во Републичкото собрание на Македонија. Така да, јас апсолутно се согласувам дека има некаква маса на 3, 5, 7, 10, 20.000 луѓе, 50.000 луѓе да се, што се анти-НАТО и анти-ЕУ, може би има и има индивидуи, но ниту еден од тие не се обединиле, не артикулирале општествено политички ставови, не излегле на избори, тоа не го легитимирале. А ако ги има, добар дел ги има во диаспората. Сега е многу интересно што тие во диаспората што се против НАТО и Европска унија, живеат во држави кои се членки на НАТО и Европска унија. Тоа е малку... Пошто јас досега неам сретнато македонец кој живее во Кина или во Русија и вика дека е анти-НАТО и анти-Европска унија. Обично македонците што пример се борат нели на социјални мрежи или се бунтуваат и вика дека се анти-НАТО, а познавам такви, живеат во Америка. Или живеат во Лондон. Што е малку, не ме сваѓате погрешно, малце е шизофрено. Тоаш нека се преселат во Монголија и... Тоа е ваш став, нема што да замерим. Ама не, контрадикторно е. Мислам, Да, пазите знаем. Малце е контрадикторно. Јас неам видено ниту еден македонец од Чиле или од Северна Кореја и вика Македонија не треба така. Така да малце е неарна логиката. Иначе почитувам секако сечие право, ама не дозволувам правото на мој личен пак став јас да бидам навредуван и омаловажуван. Мислам дека е малце небулозно така и дрско. Фала. Колку домашната јавност сушност ја поддржува оваа ориентација? Дали постои јасна поддршка за воените инвестиции или тоа е надвор од интересите на просечниот граѓанин? Па нема да е, вие имате, да кажеме, вие имате обврска. Че вие имате финансиска обврска која морате да ја давате како дел од буџетот. И сега ако буџетот е, да кажеме, пример се хипотетички, ако е буџетот 6 милиарди, вие од 6 милиарди нас не терате до 5, 3 беше обврската, ама еве, барем 2,5%. Ако е 2,5%, направете проста математика, од 6 милиарди, 150 милиони. Во рамките на тие 150 милиони кои се, државата инвестира и купува, се надградува со опрема и се. Доколку е буџетот 200-300 милиони, ако е заплати на војска тука, за касарни тука, за одлучување тука, која ќе остане еден квантум на пари 20, 30, 50 милиони, ние не ги плаќаме одеднаш, ги плаќаме на рати и ја подпишуваме договор за 300 милиони за отплата на хеликоптери. Тие се плаќаат во 5 годишни рати, така да мислам дека не е тоа вон бројките кои се и така предвидени и куп. Знаете како? Државата, многу луѓе не ќе тоа да го прифатат, државата е како функционирање на семеен буџет. Јон и Бети имаат приходи. Приходите за толку. И се викат рата за куќата толку, за сметки толку, поентата ако почне еден на друг во ресорот да му влегува, така? Што ме во рамките на тој буџет што е предвиден за армијата, нормално дека армијата како ниво на безбедност дека треба да инвестира. И во новите, на крајот на криштата ние примаме и донации, да знаете. Нас во многу чести наврати чешка армија, турска армија, американска армија и нивните држави ни давале милионски донации. И тоа не е лага, тоа е факт. Секојдневно, од време на време се гледам кога тоа се случува. Ни се дава опрема од овој тип, оној тип, значи има тука и едно ниво на солидарност. Не е дека ние ја заглавуваме државата па влегуваме во некои непланирани долгови. Да. Во истиот настан, Мицкоски ја спои модернизацијата на армијата со изградбата на коридорите 8 и 10, нарекувајќи ги одлична логистика за јужното крило на НАТО и дел од приоритетите за развој на државата. Господин Ристовски, во говорот беа спомнати и коридорите 8 и 10 како дел од логистичката поддршка за НАТО, но и како дел од планот за развој на државата. Како гледате на овој спој помеѓу инфраструктурни проекти и воена модернизација? Дали е ова интегрирана стратегија за долгорочен развој или постои ризик од прелевање на безбедносната реторика врз економските и инфраструктурни приоритети на државата? Секогаш постојат повеќеслојни интереси. Најголемиот интерес, барем за нас, секогаш е развојот на инфраструктурата и тенденцијата за
да кажеме, зголемување на профитот, на рентабилноста, на брзината на сообраќајот, на можноста за македонско материјално наплаќање, значи доколку ние имаме брза пруга низ Македонија, доколку имаме квалитетни брзи автопатишта, секако тоа можеме да наплатиме и од проаѓање, и од патарини, зголеменост на туризмот, но дека воено-индустрискиот комплекс геостратегички го гледа својот интерес, апсолутно, затоа што ние проаѓаме низ еден предел од Европа кој е исполнет доста и со планини, и со кањони, кој бил спор, да кажеме, и непреоден. Интересот е повеќе слоен. Предпоставувам Британија, која не кредитира, го гледа својот интерес, НАТО секако го има својот интерес, но интерес го има и самиот македонски народ, затоа што ќе наплати од тоа и ќе се зголемат можностите за посета на Македонија. Ние треба да земеме во предвид дека се трудиме да го развиеме туризмот, бројките оваа година се пораснати, но за волја на вистината постои еден факт дека ние едноставно не знаеме да наплатиме по таа гледна точка. Прво околу таргетирање на типот на туристи, а втори кога ќе дојдат туристите имаме исклучително слаба понуда. Како човек од културата можам да ви кажам дека ние не изнаоѓаме начин да секое евро, секое доларче на страницот му го наплатиме. Дал тоа ќе бидат разгледници, привезоци, карти, игри, пазлс. Ово искуство го кажам затоа што имам прошетано доста низ светот и знам колку си имам залажено на глупост, имам дајано пари, не само јас, сите ние. Значи ќе влезете негде, ќе завршите во една просторија и викате дај ќе земам ова, на крајот ќе земете уште 2, 3, 5 ствари, ние тоа се уште не знаеме да го направиме, но претпоставам дека тоа дел од тие детски болести секогаш се уште учиме како да го наплатиме туризмот. И еве нешто интересно ми кажа едни странски туристи пред некој ден ги сретнав на работа, ми велат, знаете зошто сте вие атрактивни? Викам, зошто? Па сега во моментов, вика, во Венеција, во Фиренца, во Париз, во Рим, во Мадрид, во Барселона, не можете да поминете на улица, вика. Вака е од туристи, вика. Се газат еден врз друг и вика, дури грдо, вика, дури неудобно. А кај вас има многу малку, вика, и пријатно, убаво за шетање, вика. Има туристи, вика, ама не е гунгула. Прометно е, а гледаме, вика, дека повеќе од вашиот народ е сега на одмор, вика, така да, вика, мора, вика, да ја зголемите понудата и повеќе се зборува за вас, вика, за Скопје, за Охрид, за Битола, вика, за Крушево, тие што се поатрактивни дестинации, за да бидат исполнети со народ и реално да профитирате. Ова ми го кажа човек кој е туристички работник од Мексико. Така. Дали ваквиот пристап покажува визија или обид да се легитимираат спорни инфраструктурни проекти преку безбедносна нарација? Не знам што е спорно. Јас во проектите, јас сметам дека инфраструктурата е основа за развој. Словенија е слична држава како кај нас, со според мене подобра геостратешка положба и поубави соседи, нели? Меѓу Италија, Австрија и Хрватска е. Словенија е целосно планинска шумска држава, ама има проточни патишта, нема застој никаков, има железници, има се, и Словенија може да за сат и пол до 2 буквално брзо да пројдеш. Ние во Македонија имаме региони каде што се мачиме, каде што се патува автобус, оди, не знам, од Скопје до Охрид автобус 4 сати е возење, мислам. До Белград се стига за толку време. Сега кога ќе се средат автопатите, кога ќе тргне работата, дел од автопатот се пушта, други два веќе се прават, така да за неколку години кога од Скопје до Охрид вие во континуитет можете да водите со 130-140 на сат, тоа значи дека ако излезете од град Скопје од кај Сарај и ако ја стиснете колата и просечно баш 120-130 возите, вие можете за сат и пол, сат и 40 минути во Охрид да стигнете. Еве вие сте патувале, кога се патувало од Скопје Охрид сат и пол? Никогаш. Минимум 3 сати со брзо возење без па извинете, ако се доведеме во ситуација, не да возите колудаци, значи стандардна фривеј брзина, нели автопатска да возите, најнормално. Така да тенденцијата е еден од главните проблеми во туристичките места во поголемите градови во центарот на градот е проблем со паркирање. Јас освен во Скопје во ниеден поголем град не сум видел коли влезени у трева и качени на тротоар или на сред улица паркирани. На запад ти викат снајди се каде, има каде и секогаш има каде, малку подалеку но има каде. Скопје пред 10-12 години изгради 5-6 катни гаражи
му треба најмалку уште толку, но и му требаат расчистување на подземни гаражи, подземни премини, не може да бидат магацини, не може да бидат дискотеки, не може да бидат стоваришта. Местата за коли се места за коли. Еве, јас почнувам од себе, си испрчив пари пред година и нешто, јас си купив подземна гаража, моето возило е долу под зградата. Значи не паркирам на улица, не паркирам на трева. Така да, тоа е нешто што ќе мора и општинските власти и државата да го регулира, но и да возможи каде. Значи не е само моментот не смееш тука, каде. Така? Значи државата мора прво да даде солуција каде, ако ќе има солуција каде, си има две опции. Или ќе купиш место, или ќе го изнаемиш, или нема да имаш кола. Така да тоа е тоа. Колку реално коридорите 8 и 10 ќе служат како логистичка подршка за НАТО, а колку нивната улога е пред се во функција на домашната економија и политика? Мислам дека повеќе ќе имаме, ако ние како народ се прашуваме, ние ќе имаме интерес како народ. Јас како Александар, мене функцијата на НАТО не ми значи ништо, мислам. Во реалниот живот не ја гледам, не ја опиплива. А на НАТО вајда му е потребна заради брз транзит при одредени, да кажеме, логистички ситуации. Но тие логистички ситуации се случуваат еднаш, два пати или никогаш. Така да ептен кога има потреба за нешто, ма како да ви кажам, не знам дали знаете од Скопје, кога излезиш од автопатот од Скопје, кај клучката ваму кај хиподром, право до автопатот е вака направен прав ко пушка, 6 ленти, има само еластична ограда на средина. Таа е таква направена во случај на војна, да се тргне еластичната ограда и тоа да се користи како писта. Не знам дали сте знаеле. Што е двојната логика на таа траекторија. Па ние никогаш за тоа не сме ја користеле 40 години после. Дали ме разбирате? Значи повеќе наменското секогаш го има за не дај Боже, што вика баба ми да чукнам во дрво. Ама ние го реално го користиме како транспортен, никогаш не се користел за таа цел. Тоа е само алтернативна можност. За не дај Боже. Токму така. Кој диктира темпото на овие инвестиции? Владата, меѓународни партнери или НАТО структурите? Мислам дека темпото, не знам кој е се вкупниот спечаток. Мене како македонец и како човек кој живее во Македонија, мене ми е интерес од сите автопатски структури да ги има најможно брзо што е possible, можно, преди се заради мене самиот. Јас сакам да стигнем до Битола за помалку од 2 сати, јас сакам во Охрид да стигнем за сади 40 минути, јас сакам да организирам тури со странци од Австралија, од Америка и од сегде и да им покажам што е можно повеќе за 2 или 3 дена. Геостратешкиот интерес е нешто што ние не го гледаме и не е опипливо за нас. Јас не мислам дека сме ние некакво потенцијално воено жариште, но или пак дека од тоа НАТО ќе има потреба тоа да го прави, да го користи во дадена ситуација. Повеќе го гледам како некаква си златна резерва геостратешка и каква и да е. Значи јас буквално сум размислувал на сите овие работи што вие ги поставувате како да кажеме размисла или како возможна реалност, но сепак јас гледам низ призма развој на туризмом, развој на народ, развој на држава, но и како можност за сите оние кои цените кои вртоглаво растат во Скопје да не ги користат, туку Трајче, Митко, Станко да си купи плац во Демиркапија, во Свети Николе, во Чашка, во Колина на Велес, во Лозово, да си изгради куќа за 70, 80, 100.000 евра и секој ден со кола за 30-40 минути да дојде во Скопје на работа кога има потреба да се врати. И да си живее комотно со куќа, со трева, со земја, да има семејство, отколку во Скопје да живее како мене во малечок стан. По долгата пауза од директна дипломатија, Путин и Трамп се сретнаа во Аљаска, територија која символично е линија на судир, но и на поврзување меѓу Русија и САД. Како ја читате оваа локацијска и временска символика? Дали средбата сигнализира враќање на големите сили на масата без присуство на мали актери како Украина или Европа? Ти има повеќе варијанти, јас мислам дека тоа е повеќе логистички договор. Зошто? Затоа што Русија, кога доаѓала на оваа средба,
патува целосно низ својата држава, само го поминува Беринговиот премин и веќе во Америка. Да не забораваме за луѓето што се малку послаби со географија, Русија и Америка граничат едни со други. Значи, ние цело време Америка и Европа и Русија ги гледаме од оваа страна. Со Атлантски океан, со цела Европа помеѓу нив, но во основа Путин може гладко да лета низ цела своја држава, кај што има безбедност, и да влезе на територија што порано била руска до пред 150 години, во Аљаска, каде што е мирно, каде што нема протести, нема демонстрации, нема обструкции, нема шанса да го рокне некој со ракета или било што. Од друга страна, американецот се среќава на сопствена територија исто. Мислам дека локацијата е безбедност. Мислам дека локацијата е безбедностна, затоа што другите средби кои се случува или преговори кои се случува, повторно беа на некаква неутрална територија, дали Турција, дали Саудитска Арабија, дали Обединети Арапски Емирати, овона, но пак тоа се предели кои имаат и безбедноста загрозувачки моменти. Мислам дека Аљаска е она што викаше како фраза поранешниот наш председател Иванов, разумен компромис. Дали според вас оваа средба има повеќе карактер на медиумски спектакол или носи суштински дипломатски потенцијал? Не гледам дека е тоа медиумски спектакол. Јас мислам дека Трамп сметаше дека многу полесно ќе ги заврши и оконча некои работи. Мислам дека тој со својата начин на размислување и опходење и со своите, да кажеме, аргументи при преговарањето, многу полесно ќе ги заврши работите, но како што гледат има многу големи тој несогласување во Западната алијанса со европските лидери, кои мислам дека малку повеќе си ги надминуваат можностите и афинитетите да покажуваат некаква сила. Гледам и французите тоа се обидуваат да го прават и некои представници на Европска унија и впечатокот дека исто како што Путин до сега го правеше, се и Трамп тоа го прави, буквално ги игнорира, затоа што на крајот на криштата се ќе се сведи на договор помеѓу Америка и Русија. Доколку нема Америка и Русија на масата и доколку тие не се договорат, сите другите може само да рипат, да скокат и дека нема да предизвикаат некакво јасно влијание. На крајот на криштата, се навраќам на некој муабет кој ваши некои гледачи, читатели го кажуваат околу тоа која страна одлучува, вака се разбереме. Ако ние како македонци зависевме било што од Европа, мислам дека нас и ќе не немаше. Но самото тоа што Америка знае да се вмеша, Америка даде пак некаква форма на правичност на односот кон нас. Значи, колку и ние да рипаме да скокаме дека Америка некош негативно изиграла против нас, да не забораваме дека дали геостратешки дел било како 2004 година под уставно име не призна баш Америка, баш за инет на сето ова што Европа не го прави. Да, факт е дека има голема неправичност и дека Европа си гледа некои своји геостратешки интереси и на Балканот и севкупно во Европа. На крајот на криштата таа 2 века беше колонизаторска сила која најголемото своје богатство го приграби, цицајки ги ресурсите на азиските, африканските и јужноамериканските држави. Но во дадената ситуација мислам дека Америка и Русија се тие што ќе се договорат, што ќе одлучат и што ќе пресечат. А надежта дека Украина нешто ќе врати од тоа што им е условно речено окупирано и освоено, искрено се сомневам. Јас мислам дека тоа што го завзела Русија, мислам дека тоа ќе биде веќе прекроена територија и дел од Руската Федерација. Што би значило евентуално вклучување на Украина во ваков вид неформални преговори? Дали би било конструктивно или опасно по нејзиниот суверенитет? Русија во војна со Украина и неа рецка 2% и тера по своје. И тоа не е мислење. Значи, јаделка се мачи, но пак завзема територија, окупира и влегува. И тоа е факт. И мислам дека после разговорите на Трамп со Зеленски, мислам дека Трамп јасно и него му стави до знаење дека нема намера со него да се замара, така да мислам дека на крајот американците заедно со русите ќе пресечат топката, а Зеленски не му предвидувам некоја голема политичка општествена иднина.
Има ли Западот, особено ЕУ, доволен капацитет да реагира на ваков тип паралелна дипломатија помеѓу Вашингтон и Москва? Па Европа пробува да стане фактор, ама нема да биде. Пробува да биде фактор, пробува да каже свое мислење, пробува да искаже свои ставови, пробува да наметне свои ставови, но Европа има еден голем проблем. Најголемиот проблем е или системот на Европската унија кој се креира како таков, самите политичари кои се носители на функции големи во Европската унија се политичари без легитимитет. Кој од нив го избрал или го изгласал народ? Никој. Тие се прашање на политика, ги одбираат како ликови и ги бираат како такви. Тоа се наметнати ликови, представници на Европска унија кои под наводници водат. За разлика од националните лидери во самите држави, Франција, Германија, Унгарија, Италија, Шпанија, обуна, тие својот легитимитет го влечат директно од народот. И јас многу повеќе верувам на такви кои го влечат легитимитетот директно од гласачкото тело, отколку од оние што некој ги ставил, а глумат дека се некаков врвен авторитет. Затоа што таквите проценението им го рейтингот е никаков. Така да европските представници може да рипаат, да скокат. Видите, јас денес не гледам некаква унифицирана европска политика, затоа што европската политика, како да ви кажам, пак е блоковска. Еднаш се десничари, еднаш се левичари, а и тие меѓу себе се јадат. Еве ќе ви кажам, СДСМ кај нас воопшто не е член на европските социјалдемократи. Наблюдувач. Не е на масата. ВМРО ДПМН е дел од европските народни партии. Да, и е член, и е полноправен. Што ако е член кога пол од тие европски народни партии во кои членуваме владеа со држави нас кои не толчат? Значи, сакам да ви кажам како да се свртите. Европа е премногу различни нации, премногу различни култури, премногу различни ставови. Единствено нешто Европа што е силна е со култура и историја и можност за трейдинг, за бизнис. Се друго е лудо. Една работа апропо одредени коментари, ние не можеме да излеземе од тоа каде што сме. Значи, ние не сме соседи со не знам кој па да бираме во кој правец ќе одиме, ниту сме големи. Ние мораме да работиме со тоа што го имаме. Или хипотетички што е, ако живеете во шума, а немате пари, вие ќе градите куќи од дрва и од камен, така? Нема да барате бетон, оти немате бетономешалка, оти немате материјали. Ако сте во шума, камен и дрво, ние сме во срцето на Балканот. Ние сме обкружени со тие што сме обкружени. Тие се во тој воен или Европски сојуз во кој што се. Ние мораме да ја прифатиме реалноста и мораме да работиме со тоа што го имаме и да бидеме најпаметни што можеме, најобединети и да се бориме за македонштината. За македонскиот јазик, за македонскиот фолклор, за македонската историја и да се бориме за македонската песна и да се чуваме еден со друг. А откога ќе се зачуваме еден со друг и откога ќе создадеме едно цврсто јадро, тоаш може да се скараме интерно меѓу себе, ама за неки глупости, баналности, за ситни работи. А штом стратешкиот старт се караме за глупости или за некаква идеологија, не бива. Идеологијата треба да ни е Македонија. Толку. Трамп рече дека не преговара во име на Украина, но истовремено зборуваше за можни територијални компромиси. Колку е ризично за меѓународниот напредок кога еден председател на САД неформално отвара прашање што се исклучиво во доменот на жртвата Украина и дали ова наговестува нова фаза на реал политика? Кога зависиш од некој, кога е моќен, ќе гледаш да се прилагодиш кон него и на некој начин дури да му ги исполниш желбите. Украина е во војна со Русија. Никој не пробал да води војна со Русија и ја добил. Никој. Хитлер пробал да води војна со Русија, не успеал. Наполеон пробал да води војна со Русија, не успеал. Студена војна после 45-та, идеолошка, или социјализам, комунизам, капитализам, Америка водела студена војна 45-50 години, не успеала. Украина не води сама војна. Украина води војна со Русија по
подпомогната од Европа и подпомогната од САД. И тоа од авиони очигледно дека тоа се случува. Во случај Соединетите Американски држави да и го свртат грбот и да придонесат дел од европските држави кои се членки на НАТО да го свртат грбот, Украина и овие позиции сега што ги има нема да ги има. И тоа не е мислење, тоа е факт. Значи јас во неколку телевизиски настапи мене ме прашале, кој е мојот став по прашање на руско-украинската војна. И јас сум рекол, има про и за и кај едните и кај другите. Но, тоа што се случува, што се разрушуваат згради, градови, села, што се убиваат луѓе, за мене тоа е катастрофа. Затоа што сметам дека 21. век не би требало да биде време на тој начин на војување. Од друга страна, големиот филозоф кај нас, Ферид Мухич има речено, војната е природна состојба на луѓето. Значи не мирот, војната е природна состојба. Затоа што како животински вид, секој се бори за доминација, за победа, за супремација, за да нешто освои, за да нешто награди. Значи, да се биде форма на војна е нормално, секој ден нас ни е војна. Војна да платиме сметки, војна да победиме, војна некој да нешто направи. Ние секојдневно имаме своевидни битки и војни. Поентата е да не биде тоа војни на деструкција. Така да, Америка, во голема мерка е таа која ќе го одлучи, финишира и затвори овој спор. Не мислам, сигурен сум. А дека Украина ќе биде дел на преговарачката маса, не мислам дека ќе биде дел од менито. Колку и да тоа сурово и злобно звучи, тоа не е мислење, тоа е факт. Значи, како вика, кој не учи од минатото, има маки во сегашноста, а нема иднина. Така да треба малце вака да подразмисли луѓето кога ова што го кажува. Како мислите дека оваа реторика на Трамп ќе се одрази на внатрешната политика во САД, особено во контекст на ставот на Конгресот за финансирање на Украина? Трамп беше еднаш председател кој многу тешко дојде на таа функција. Исклучително тешко. Уште потешко беше тргнат од таа функција. И 3 пати потешко се врати на истата. Мислам дека Трамп во овој мандат, он е сега председател, колку е сега? 7 месеци? 8. Во овој мандат мислам дека ќе се обиде да финишира и да заврши сето тоа што не го направи во првиот мандат. И мислам дека прво и основно ќе се обиде да се справи со длабоката држава и со инсталираните структури, но истовремено и да инсталира млади кадри со многу посилна, да кажеме, енергија, реторика и став за националните прашања и националните интереси на Соединетите Американски држави. И мислам дека тој ќе се обиде САД да ја врати како држава не како воена сила, туку како бизнис-економска сила, затоа што тоа низ годините била. Но Соединетите Американски држави задниве 20-30 години многу се извештачија. Значи, искреира форма на задолжување и на странските држави и на собствената држава. САД влезе во еден ниво на конформизам каде што стабилизира една висока средна класа и богата класа, од друга страна имаш еден куп население кое е во своевидно општествено робство, кај што треба 2 или 3 работи да работи само да преживее, и јас мислам дека тој се обидува всушност на Америка да го врати барем малку достоинството на населението, за да може да живее малце по-нормално и по-здраво право. Апропо луѓето кои сум ги цитирал, како коментар, мала дигресија, и сите што ја кажа апсолутно за се ова што кажуваш, господине Никола, си точно, тој го мислам, но јас цитирам мисла, а не поддржувам човек. Што мислам за човекот кој гласаше за промена на името, креваше раце заедно со СДСМ, исто како и музичарот, кој е фантастичен музичар, но апсолутно немам никакво позитивно мислење кај него као личност и као човек, апсолутно си точно. Но една дигресија, кратко, 10 секунди само ќе кажам. Кога го слушате некој, кога дадената ситуација мене, направете дистинкција помеѓу цитирање на исказ и човек и мислење за истиот. Дали се разбирам? Значи, ако јас цитирам некој став, дека војната е природна состојба
на човекот. Тоа е као доктор на науки по филозофија кој пишал книги. А како се избербати садниот после изборите 2016, што се изгласа во македонскиот парламент, нека му служи на чест. Исто како и музичарот. Со тој музичар, музиката јас ја шерувам, праќам низ цел свет. Затоа што албумите кои ги има издадено музиката која ја направил е фантастична и незаборавна. Тоа што е како личност, тоа исто би можел да го кажеме и за еден куп спортисти, да кажеме, како Дарко Панчев, како Перо Антич, еден куп луѓе кои си имаат избербатено како Наумче Мојсовски, со своите општествено-политички ставови, како еден куп музичари кои пееа за Северна Македонија на НАТО фестот, кои лично ги знам и не ќе со очи да ги видам, но тоа не значи дека им го уништува нивното дело, кажано, мисла или пишано. Така да, убаво е човек да биде строг, јас сум строг, но не фанатично, затоа што нема логика, тоа што треба никого за ништо да не цитираме или ќе испадне дека никој ништо паметно во животот не кажа. Продолжуваме. Ви благодариме, господине Ристевски, за времето што го издвоивте и за учеството во Македонски корени. Како и секогаш ни беше вистинско задоволство да разговараме со вас за актуелните теми во Македонија секако. Веруваме дека и овој пат успеавме да го задржиме вниманието на сите наши ценети гледачи и слушатели, посе изгледа најмногу на Николас Македон. Ви посакуваме пријатен остаток од викендов и се надеваме на скоро повторно гостување овде на Македонски корени. Пак имам избори, ќе биде забавно и плюс горд сум за прв пат успеавме да ја симнеме границата на моето гостување по 2 часа. Так. Иначе имаме еден рекорд од околу 3 часа, беше 3, 5, 3:10. Ово испеавме сат и 50 минути, јас сум горд. Некојаш сум опширен, некојаш конкретен, ама мислам дека денеска бевме оптимални плюс највоинствени, затоа што очигледно на некои луѓе не им ги погодив, нели, емоциите баш тие кај што сакаат, ама треба малку да научат дека во животот не е се желботека и дека треба малку подлабински, посуштински да ги гледаат нештата и да ги почитуваат туѓите ставови кои некој друг ги аргументира за доброто на Македонија и македонштина. Да е жива и здрава Македонија, да се живи и здрави сите македонци, сегде на сите страни на светот, да се ја чуваме оваа Македонија што имаме, иако е северна во моментот, и да работиме со најшите брајки и сестри во соседните држави и сегде и да се обединиме и да не се караме со себе, да се караме со тие што ни се душмани. А Македонија да се ја чуваме, браниме, да бидеме големи и да научиме да се почитуваме, да видиме кој има искрени намери, а кој е продадена душа и трча само по пари и интерес и си ја уништува државата од внатре. Со душманите се најлошо за нив. Од ваша уста во Божји уши, остануваме во контакт. И Јони Бети исто така. Остануваме во контакт, се слушаме наскоро овде на Македонски корени. Бидете поздравени. Македонија се што имаме. Секој добро.